дојдете, видете во партијата дали некогаш јас како нејзин претседател сум добил материјални трошоци, патни трошоци или нешто слично. Едноставно тие работи така не одат. Ама си земал, ете ги, изводите ете ги. Ја не знам бе луѓеш. Кај мислите дека ова е 90-ти години, дека има два медиума од кои што двата ги контролирате вие, дека нема социјални мрежи, дека нема луѓе кои што си ја сакаат оваа држава, работат по институциите и се спремни да си го кажат зборот и да извадат документи, да едноставно никој не сака веќе да живее во ваква држава. Па СДСМ му падна на 150.000 гласови затоа што се однесуваше вака. Нели ја научивте лекцијата? Нели свативте дека оваа држава нема време за губење и дека секој нареден мандат на секоја наредна влада ќе биде се потежок и потежок од проста причина што се насобираат проблемите и уште полошо станува државата. Престанете човече да лажете, престанете да зборите глупост, фатете се за работа. Пак ќе го повторам тоа што го зборев пред неколку емисии. Работен ден на секој нормален човек е 8 часа, така? Мицика за да стигне на 4-5 митинга во денот како што прави, нему му требаат 16 сати веројатно денот поминува по митинзи. Локални избори се, ти си премиер, ти треба да ја водиш државата. Кога работиш? Кога ја заслужуваш платата? Или пак ќе прашам 40 дена платен одмор си зема и тоа е нас граѓаните, оние што те гласале да им ги решиш проблемите, кои ги шиш.